Кратки најави за денешниот дневник. Територијалната противпожарна единица Охрид ќе продлабочува соработката со волонтерските противпожарни друштва, а ќе се формираат и нови. Богата програма за четвртото издание на Охридскиот фестивал на виното. Светскиот ден на животната средина во Охрид одбележан со промоција на детска книга за пастрмката. Промовирана книгата Ена и нејзината волшебна четка од доктор Кристина Алоска. Новиот папа Лав 14 телефонски разговарал со Путин. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и многу топло време со максимална дневна температура до 29 степени Целзиусови. Во попладневните часови услови за развојна нестабилност со локални врнежи од дожд и грмотевици. Во петок во западна, централна, како и во северна и североисточна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со поројни врнежи од дожд и појава на невреме. Врнежи од дожд се очекуваат и локално на Балканскиот полуостров. Во останатите делови од континентот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови во јужните, југоисточните и источните предели со врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 29 до 35 степени. Во Македонија во петок ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови постојат услови за развојна нестабилност кој што може да услови нестабилно време со врнежи од дожд и грмежи. Утринските температури ќе се движат во интервал од 9 до 19 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 25 до 37 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови постојат услови за развојна нестабилност кој што може да услови нестабилно време со врнежи од дожд и грмежи и локално со услови за појава на невреме. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 30 степени. Во Охрид во сабота и недела ќе имаме сончево и многу топло време. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 31 степен. Во понеделник претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 30 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Заштитете ги луѓето со нивните соништа, вредности и идеи со кровни и фасадни сендвич панели со дебелина од 30, 50, 80 и 100 мм, димензионирани према објект со изработка на олуци и попратни елементи. Секоја градба има своја потреба, па затоа имаме едноставни решенија за вашите објекти, куќи, јавни згради, ладилници и енергетски постројки. Обезбедуваме термална заштита и заштита од влага и звук. Сендвич панел значи технопанел, а технопанел значи турист инженеринг. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења.
како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Територијалната противпожарна единица Охрид има потреба од подмладување на кадарот. Во моментов функционира на висина на задачата благодарение на високата одговорност на охридските пожарникари. Потребна е и активна волонтерска служба за противпожарна заштита, која треба да биде соодветно опремена за делување при поголеми пожари во Охридскиот регион. Територијалната противпожарна единица Охрид ја продлабочува соработката со волонтерските противпожарни друштва, а ќе се формираат и нови. Досега професионалните пожарникари остваруваат успешна соработка и добиваат драгоцена помош од волонтерското здружение Ентузијаст, кое со 25 волонтери обучени за гаснење пожари на отворен простор действува во Охрид и Дебрца. Воспоставена и соработка со волонтерски противпожарни друштва од покрајната Тирол, Република Австрија, која освен размена на искуства и доопремување има за цел да ја подигне свеста за волонтеризмот во справување со пожарите. Склучена е повеќе годишна соработка со која ќе се подобруваат капацитетите на ТПП Охрид и на волонтерското здружение. Ние како територијална противпожарна единица изработивме квалитетен план за противпожарна заштита на општина Охрид и општина Дебрца, односно заедно со австриските соработници ги маркиравме потребните точки каде што треба да се подобрува и да се работи на создавање на волонтерски здруженија. Охридската противпожарна служба со 39 вработени има потреба од дополнителни кадровски потенцијали, особено во периодот на летните месеци. Планот за противпожарна заштита на општина Охрид и Дебрца, кој го изработи и територијалната противпожарна единица Охрид, ја нотира потребата од активна волонтерска служба за противпожарна заштита, која треба да биде соодветно опремена за делување при поголеми пожари во Охридскиот регион. Ние покриваме две општини и една огромна територија, на потегот према Белчиш, селото Белчиш, општина Дебрца и селото Пештани. Секако првичната реакција од тие волонтерите ќе биде од огромно значење, се додека нашите екипи пристигнат на лице место. Планот ги лоцира и критичните точки каде помошта од волонтери е повеќе од добредојдена. Третата локација е селото Пештани, каде што и тука е планирано формирање на доброволно противпожарно друштво, исто опремено со возила и со соодветни обуки на волонтерите. Доброволното противпожарно друштво Ентузијаст има своји простори во поранешната касарна во Охрид кои треба да се подобрат и соодветно опремат. Неодамна доби вредна донација од австриската покрајна Тирол, специјализирано возило за гаснење пожар и опрема, со што се зголемуваат капацитетите на друштвото за дејствување. Четврто издание на Охридскиот фестивал на виното.
Богата музичка програма и неповторлива забава за охриѓани и туристите ќе донесе четвртото издание на Охридскиот вински фестивал кој ќе се одржува од 26 до 28 јуни во Охрид, на Кеј Македонија пред Хотел Палас. На отварањето на фестивалот на 26 јуни на сцената ќе настапат Тамара, Brass Brothers, Backdoor Band и DJ Gets. Вториот фестивалски ден е резервиран за Кукулеле, Даци Александар, Пауза за ракија, DJ Нести и Urban Planet. Третиот фестивалски ден, на 28 јуни, за забава на охриѓани и гостите ќе бидат задолжени Владко Лозановски, Ареа, Камелеон и DJ Јана. Забавата со македонските музички артисти ќе биде надополнета со дегустација на македонски вина и вкусна храна. Покровител на овој тридневен фестивал е општина Охрид, а истиот е организиран од Крафт продукција. Светскиот ден на животната средина се слави секоја година на 5 јуни, со цел да се подигне свеста за важноста за заштита на природата, зачувувањето на биодиверзитетот и борбата против загадувањето. Светскиот ден за заштита на животната средина во Охрид се одбележа со промоција на илустрираната книга за деца со наслов Домот на пастрмката и подводна еколошка акција на охридските нуркачи. Во Музеот на вода во Градиште денес се одбележа Светскиот ден за заштита на животната средина. Беше промовирана илустрираната книга за деца под наслов Домот на пастрмката од Александра Велинова. Пораката на авторката е да го сочуваме Домот на пастрмката, кој за жал постојано се деградира со огромни количини на отпад. На Светскиот ден за заштита на животната средина, пастрмката реши да престане да молчи, да проговори и испраќа силна порака. Дарежливи луѓе, не ми праќајте подароци по најнова мода, мене ми треба само чиста вода. Ова не е прва моја сликовница со еколошка тема. Претходно и на крилјата на самовилското коњче и мечето што него фаќаше зимски сон зборува на оваа тема или пишува исто така, бидејќи мене она што ме опушта е прошетката во природа. Ова е поезија во проза. Се создава малку подолго, бидејќи се чека момент да се озре идејата и да протече мислата. За разлика од прозата, кога е потребна и доволна само инспирација и раскажувачки стил, овде е потребно да се запази ритамот, римата, но пред се уметничката и едукативната компонента. Бидејќи залудно читаме, ако нема порака и ние возрастните, нели очекуваме после последната страница да извлечеме повеќе поенти, не само една. На промоцијата беа присутни учениците од основното училиште Светина Охридски во Пештани, а имаше и представници од Хидробиолошкиот завод. Сите надлежни сметаат дека повеќе од потребно е да се работи на еколошка едукација и тоа на најмладите. Нашата заложба како образовна институција е да ја подигнеме екосвеста на учениците и нивната улога во зачувување на чиста и здрава животна средина. Со оваа иницијатива ја потврдуваме сопствената улога како лидери на одржлив развој, охрабрувајќи ги сите ученици дека да размислуваат зелено, да делуваат во насока на создавање на поубав зелен екосвет. Заедно можеме да ја промениме иднината и да создадеме креативни, инспиративни екоидеи кои ќе бидат и ќе траат и понатаму. Подигањето на свеста од најрана возраст кај децата представува основен предуслов за здрава животна средина понатака. Бидејќи животните навики што се стекнуваат во детството се одржуваат во текот на целиот живот. Ако се испушти тој период, значи сме пропуштиле многу од заштитата. Нуркачите символично спроведоа подводна еколошка акција, но и одржаа предавање за предизвиците со кои се нарушува биодиверзитетот на Охридското изаро. Од повеќе агли доаѓа овој проблем, пред се доаѓа од ниската свест што за контролирање на отпадот и пред се за отфрлање на овие отпадоци. Друго треба да се алудира и на едукативна програма, да се едуцираат младите уште од рани нозе. А има и други начини во кои може да се вклучат во еколошки акции, може да се вклучат во зголемување на јавната свест кај пошироката јавност, при тоа и волонтерски да се придружат на не само на подводните акции, туку и на крајбрежните акции за чистење на плажите. Заштитата на Охридското езеро, дом на голем број ендемични видови риби, треба да биде приоритет на градот. Промоцијата на сликовницата на Велинова е дел од проектот Културата расте со децата, поддржана од општина Охрид.
Во рамките на програмата на Општина Охрид наменета за децата "Културата расте со децата" беше промовирана книгата "Ена и нејзината волшебна четка" од авторката доктор Кристина Алоска. Во рамките на програмата на Општина Охрид "Културата расте со децата" во Основното училиште Свети Наум Охридски во Пештани беше промовирана едукативната книга за деца "Девојчето Ена и волшебната четка за заби" од доктор Кристина Алоска. Станува збор за весела приказна со најимпресивна порака: "Убавите и здрави заби се огледало на нашето здравје". Илустратор на книгата е Дарко Љубиновски. Приказната за Ена и нејзината волшебна четка е скроена по мерка на суптилниот детски ум за сите деца, преточена во парадигмата "Културата расте со децата", рече во обраќањето промоторот професор Валентина Рубановска. Креативната авантура на Ена со пријателчињата ќе ве загрее како топло јунско сонце, подарувајќи ви ги најмудрите совети како да го негувате вашето орално здравје и ќе научите дека блескавата насмевка има силна мојки да ве направи среќни и исполнети со чувство на самодоверба, додаде професор Рубановска. Учениците ни стихови, игра и песна испратија пораки за важноста на оралното здравје и хигиената на устата уште од најрана возраст. Денес не сме тука само за забава, туку и за нешто многу важно, да научиме како да ги чуваме нашите заби силни и здрави, рече пред присутните дечиња авторката Кристина Алоска. Нашиот херој денес е волшебната четка Неда, без која Ена никогаш не оди на спиење, без да ги измие запчињата со волшебната паста. Со нив таа ги победува сите бактерии и ги чува своите запчиња сјајни како дијаманти. Драги деца, запомнете, ако сакате и вие да бидете херои, само треба 2 пати на ден да ги четкате забите, да јадете здрава храна и редовно да одите на стоматолог, посочи доктор Алоска. Промоцијата беше збогатена и со поуки за негување и превенција на оралното здравје од страна на доктор Алоска, која е доктор на стоматологија. На промоцијата настапија ученици од драмската секција под менторство на наставничките Виолета и Марина, кои преку фантастична драмска игра ја пренесоа веселата и здрава порака: "Добро утро, здрави заби, добар ден, здрава и блескава насмевка". Девојчето Ена и волшебната четка за заби е 5-та книга на доктор Алоска, а издавањето е поддржано од Општина Охрид. Четврти поред меѓународен турнир во кошарка Охрид 2025, организиран од кошаркарскиот клуб Колибри Охрид. Меѓународниот турнир во кошарка ќе се одржи од 10 до 13 јуни во спортската сала Билјанини извори Охрид, а е предвиден за девојчиња и момчиња, генерации М10, М12, М14 и М16. Започнавме локално па државно, а сега сме интересни за цел регион, велат од кошаркарскиот клуб Колибри. На турнирот ќе настапат 12 екипи од Македонија, Србија, Црна Гора и Албанија, во предвидените надпреварувачки генерации со повеќе од 300 деца. Свеченото отварање е закажано за 10 јуни во 18 часот во спортската сала Билјанини извори. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.